Благодарам, председателя. Почитувани граѓани, колеги пратеници. Денес разговараме за предлог законот за измена и дополнување на законот за учебници за основно и средно стручно образование. Во овој предлог закон се вели дека имаме за подобрување на квалитетот на воспитно-образовните процеси во средно-стручните училишта, имаме потреба од воведување на адаптирани, квалитетни странски учебници. Зошто странски учебници? Чии се тие потреби? За какви потреби се работи? За потреби од пари? Доаѓаат избори? За потреби од тендери? За потреба од злоупотреби? За потреба да ги казнувате наставниците? За потреба да ги заплашувате, да вршите притисок од бркање од работа? Значи, веќе 10 години реформа во образованието, вие ни велите дека ќе купите странски учебници. Кој констатирал или дал заклучок дека има потреба од странски учебници? Кажете кој е тој? Дали е тоа некој експерт? Дали е министер или премиер? Кој констатирал или кој кажал да баш од странски учебници имаме потреба да донесеме овде во Македонија? Господа од власта, вие сакате да воведете, да откупите странски учебници за средно стручно образование во нашата држава. Значи, самите со тоа признавате дека ние немаме квалитетни учебници за средно стручно образование, односно во средните училишта. Па што правевте овие 10 години? Зарем не го знаевте тоа? Не знаевте дека немаме квалитетни учебници во средните стручни училишта? Дека имаме предмети по кои што се уште немаме добиено учебници? Господа од власта, во основните и во средните училишта, во една нормална држава, потребно е учебници да се изготвуваат внатре во самата држава. Па тука е Бирото за развој на образование, тука е Министерството за образование. Зарем во Република Македонија ние немаме стручни кадри, научни работници, издавачки куќи, автори, кои можат да изготват квалитетни учебници. Немојте да вршиме експеримент на туги програми и учебници. Но изгледа на вам не ви е потребно Министерството за образование. Не ви се потребни образовните кадри, не ви е потребен Центарот за средно стручно образование. Изгледа на вам ви е потребно Министерство за превод, бидејќи само преведувате. Потоа, кажувате дека Министерството за образование ќе откупи потребен број на одобрени учебници за средно стручно образование. Тогаш се интересираме колкав број на учебници ќе откупите, од каде ќе ги откупите, дали од една држава, дали од една издавачка куќа, потоа за колку предмети ќе откупите учебници, колку пари ќе потрошите за тоа и кој ќе ја плати штетата, цехот од оваа работа. Фрливте над 60 милиони евра за компјутери. Сега сакате исто така да купите 300.000 таблет компјутери. Значи, повторно се трошат пари. Кембридж проектот, тежок 2,5 милиони евра. Ако за неколку учебници дадовте 2,5 милиони евра, колку пари ќе дадете за учебници за средно стручно образование, за кои што не знаеме колку се и од каде ќе бидат набавени? Кембридж програмата,
која што ја внесовте на брзина преку ноќ, вие се фалите со неа, но родителите, наставниците и учениците се жалат. Но вие и понатаму настојувавте да купите наставни, односно учебници по предметите математика и по предметот природни науки. И велите дека сте направиле историски промени. Министерот за образование, господинот Адеми, кажа во една своја изјава, цитирам: "Со воведување на оваа реформа во образовниот систем, по исти програми и учебници по предметите математика и природни науки, и нашите ученици ќе имаат привилегија да учаат со нивните врсници од Велика Британија." Тоа не е точно. Тамошните ученици, колеги пратеници, учат од програмите и учебниците што се направени во Министерството за образование во Велика Британија, а не учат по тие учебници што се испраќаат во Република Македонија да учат нашите ученици. Втора работа. Тамошните ученици школувањето го започнуваат на 5 годишна возраст, а кај нас школувањето започнува на 7 годишна возраст. Значи имаме расчекор помеѓу на 2 години расчекор имаме од 5 до 7 години. Господа од власта, престанете веќе да ги фалите учебниците од странство, поготово учебниците од Кембридж, кои што имаат кардинални грешки и не се сообразни со возраста на учениците во Македонија. Еве, накратко ќе посочам само неколку примери. Пример, во трето оделение, наставната содржина за зъби не може да се реализира без помош на стоматолог, бидејќи ги надминува познавањата на оделенскиот наставник. Потоа во учебникот во четврто оделение, каде што се учат за приходите и трошоците на едно семејство, се вели дека мајката зема плата 30.000 денари, таткото зема плата 30.000 денари, што нешто не соодветствува со македонската реалност. Потоа, досега во сите учебници по математика пишуваше во таблицата множење со 6 дека 6 по 9 е 54. За прв пат видов во квалитетните странски учебници од Кембридж дека 6 по 9 е 56. Еве видете. Значи, вистински историски промени. Учебници повторно со грешки. Нели се странски? Во предлог законот исто така се вели дека нема финансиски импликации. Јас ќе кажам дека има. Енормни пари се трошат за преведувачи, кои што се избрани од фирмите кои што го добиле тендерот. И во големи случаеви материјалите за превод се даваат на лица кои што немаат доволно искуство во преводот и затоа имаме лош превод. Па вака внесените програми и учебници, колку и да зборуваме дека се адаптирани, сепак доведуваат само до драстично опаѓање на квалитетот на македонското образование. Благодарам.